Дефинансирајте ја полицијата. Ова е повикот што произлезе од протестите што се проширија низ Соединетите држави по смртта на афроамериканецот Џорџ Флојд. Демонстрантите бараат трансформирање на актуелниот полициски систем во земјата. The police receives billions and billions of dollars in order to brutalize minority communities, specifically black communities, which is completely unjust. It is oppression, it is racism in its finest. Но и меѓу оние кои протестираат има такви кои сметаат дека дефинансирањето не е решение. We can weed out the bad and keep and bring in the good, then I prefer that. I want to be able, if I need them, to call them. Но што всушност е дефинансирање? По дефиниција, зборот значи повлекување на финансирањето. Сепак дел од поддржувачите на ова движење велат дека не се работи за целосно укинување на полицијата, туку за пренамена на ресурсите кон други граѓански сервиси. Means making sure that the resources that we put into the police that could be better spent on public health and social workers and public services that our communities desperately need. Експертите кои го поддржуваат движењето тврдат дека е дојдено време за сериозно решавање на, како што велат, длабоките и системски проблеми во начинот на кој функционира полицијата во земјата. It's a call to begin remaking public safety in a very deliberate way, which would require putting something else in its place to keep us safe. Using policing to respond to all of our problems has become very normalized. And so, to the point where we can't even imagine how else one would deal with the situation. Оние кои се противат сметаат дека намалувањето на средствата наменети за полицијата би било сериозна грешка и би го поттикнало криминалот. The police are the people who are our guardians, and there are gang members, drug dealers, disturbed people, violent people who are out there. And if there are no police officers to respond when they threaten law-abiding citizens, I think we are going to be in a lot of trouble. And those people who are calling to dismantle police departments or to defund the police, I think will regret that greatly. И председателот Доналд Трамп и неговиот најверојатен против кандидат Џо Бајден велат дека не прифаќаат дефинансирање. Трамп изјави дека полицијата прави неверојатно добра работа за државата, но и дека би можела да функционира на помалку груб начин. Бајден изјави дека се залага за федерална поддршка за полицијата која ќе биде условена од исполнување на одредени стандарди. Во меѓувреме, во Конгресот демократите подготвија предлог закон кој предвидува укинување на квалификуваниот имунитет на полицајците, забрана за притискање на вратот при приведување и поголема контрола. Републиканците најавија сопствен пакет мерки, соопштија дека имале продуктивна дискусија и дека тие ќе објават нацрт во блиска иднина. Со тоа што двете партии контролираат по една од комисиите, малку е веројатно дека ќе се согласат за сите своји предлози, но речиси е известно дека американската полиција ќе претрпи некакви реформи. Во САД, федералните, државните и локалните полиции трошат над 110 милиарди долари секоја година. Сојузната држава Њујорк вчера усвои пакет закони кои што треба драстично да го променат начинот на кој што функционира тамошната полиција. А градовите Минеаполис и Лос Анџелес најавија можна пренамена на дел од средствата планирани за полицијата. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.